Во името на Господ, Всемилосниот, Милостивиот, кажи Мухамед, мене ми е објавено дека неколку джинни прислушкувале и рекле, ние навистина Куранот кој предизвикува восхит го слушавме, кој на вистинскиот пат упатува и ние во него поверувавме и веќе никого нема на Господарот наш рамен да му сметаме, а тој нека биде возвишено достоинството на Господарот наш, не си зел ни сопруга ни дете. Еден наш безумник за Господ лаги говореше, а ние мислевме дека ниту луѓето, ниту джините за Господ лаги не говорат, и имаше луѓе кои од джините помош бараа, па така ароганцијата им ја зголемија. И тие мислат како што мислите и вие, дека Господ никого нема да оживее. И ние настојувавме небото да го допреме и утврдивме дека е со мокни чувари и огнени метеори. И седевме околу него на местата за прислушкување за да чуеме нешто, но тој што сега прислушкува на метеор кој демне ќе наиде. И ние не знаеме дали на оние на земјата им се подготвува зло или Господарот нивен им сака добро. А меѓу нас има и добри и такви кои што тоа не се. Не има различни видови и ние знаеме дека не можеме на Господ на земјата да му се спротивставиме, ниту да му избегаме. И ние штом Куранот го чувме, во него поверувавме, а кој верува во Господарот свој, ниту од штета, ниту од неправда не треба да се плаши. И има послушни муслимани, а не има и заталкани, тие што исламот ќе го прифатат, вистинскиот пат го избрале, а тие што скршнале во џехенемот гориво ќе бидат. А да се држат до вистинскиот пат, ние со вода обилна би ги поеле. За со тоа на искушение да ги ставиме, а тој што не сага Господарот свој да го спомнува, тој во тешко страдание ќе го воведе. Џамиите се само заради Господ и покрај Господ не морете му се на никого. А кога Господовиот роб стана да му се помоли, тие во групи околу него збиени застанаа. Кажи Мухамед, јас само на Господарот свој му се клањам и никого нему рамен не му сметам. Кажи Мухамед, јас не сум во состојба од вас некаква штета да отстранам, ниту на некој од вас каква било корист да му обезбедам. Кажи Мухамед, мене никој од Господовата казна не може во заштита да ме земе, само кај него јас можам прибежиште да најдам. Можам само да го соопштам тоа што е од Господ и од посланието негово. А тој што на Господ и на претеникот негов нема да им биде послушен, сигурно го чека огнот пекорен, во него вечно за секојаш ќе остане. И кога тие ќе го видат тоа што им се ветува, ќе дознаат кој е послаб во помош и помалуброен. Кажи, јас не знам дали наскоро ќе биде тоа што ви се ветува или Господарот мој одредил тоа по подолго време да биде. Тој тајните ги знае и тој тајните своји не ги открива никому, освен на тој што тој за пратеник ќе го одбери. Затоа тој и пред него и зад него ги поставува тие што ќе го чуваат. За да покаже дека посланијата од Господарот свој ги доставиле, тој во детали го знае тоа што е во нив, тој ја знае бројноста на се што постои. Во името на Господ, Всемилосниот, Милостивиот, о ти завиткан, пробдај ја нокта освен мал дел, половината нејзина или помалку од неа, или малку повеќе од неа, и изговарај го Куранот внимателно. Ние навистина тешки зборови ќе ти праќаме. Та станувањето ноќе навистина посилно делува и се изговара појасно, а ти дење навистина имаш многу работа. Испомнувај го името на Господарот свој и нему потполно посвети му се. Тој е Господар на истокот и на западот. Нема Бог освен него. И него земи го за подпирач и истрпи го тоа што тие го говорат и одбегнувај ги на прикладен начин. А мене остави ми ги и тие кои што велат дека лажеш, кои што раскошно живеат, и дај им малку време. Ке има кај нас навистина окови и пекол и храна во грлото застанува и страдањето неподносливо на денот кога земјата и планините ќе се затресат, а планините ќе бидат песло кој се лизга. Ние навистина ви пративме пратеник за да сведочи против вас, исто како што и на фараонот пратеник му пративме, но фараонот не го послуша пратеникот, па со тешка казна го казливме како ако останете неверници ќе се сочувате од денот кој децата старци ќе ги направи. Небото тој ден ќе се расцепи и саканата негова ќе се исполни. Ова навистина е поука, а кој сака патот кон Господарот свој ќе го прифати. Господарот твој сигурно знае дека ти клањајки поминуваш помалку од 2/3 од ноќта, половина од неа или третина од неа, а и некои од тие што се со тебе
Господ ја одредува должината на ноќта и денот. Тој знае дека вие тоа нема да можете да го издржите, па ви простува, а вие откурено рецитирајте го тоа што е лесно. Тој знае дека меѓу вас ќе има и болни, а и такви кои што по светот ќе патуваат и Господовите благодати ќе ги бараат, и такви кои на Господовиот пат ќе се борат. Па рецитирај го тоа што ви е лесно од него, и намазот извршувајте го, и зекат давајте, и на Господ убав заем давајте му, а доброто кое што за себе однапред ќе го дадете, ќе го најдете кај Господ уште подобро и поголемо за награда. И молете го Господа ви прости, бидејќи Господ простува и милостив е. Во името на Бог, всемилосниот, милостивиот. О ти покриен, стани и опоменувај, и Господаров свој величај го, и облеката своја исчистија, и стој настрана од идолите, и не прави добрина барајки повеќе за неа. И поради Господаров свој стрпи се, а кога ќе се дувне во рогот, тоа ќе биде тежок ден. За неверниците нема да биде лесен. Остави ме мене и тој што јас го сосадов сам, и огромно богатство му дадов, и синови кои што се со него, и чест и углед му пружив, и уште копне е да му зголемам. Никако! Тој навистина им пркоси на ајетите наши, а јас ќе му натоварам нему тешкотии, бидејќи смислуваше и пресметуваше што ќе каже, и проклет да е како пресмета, и уште еднаш проклет да е како пресмета. Потоа погледна, па лицето му се стемни и се намурки, и потоа се сврте и се вообрази и рече: ова не е ништо друго освен магија која што се наследува. Ова се само човечки зборови. Јас негово секар ќе го фрлам, а знаеш ли ти што е секар? Тој ништо нема да поштеди. Кошите црни ќе ги направи. Над нив се 19 сетмина, ние зачувари на огнот ангели поставивме и го одредивме нивниот број како искушение за тие што не веруваат, за тие на кои што им е дадена книгата да се уверат, а на тие што веруваат верувањето да им се зголеми, и тие на кои што им е дадена книгата, и тие што се верници да не се сомневаат, и тие чии што срца се болни, и тие што се неверници да кажат: што сакаше Господ со овој пример? Така Господ го остава во заблуда тој што сака, и на вистинскиот пат го патува тој што сака, а војските на Господарот твој само тој ги знае. И тој огнот е само опомена за луѓето. Се колнам во месечината и во ноќта кога ќе мине, и во мугрите кога рудат. Тој навистина е еден од најголемите неволи. За луѓето опомена, за тој меѓу вас кој сака да го прифати или да го одбие, кој сака навистината да и пристапи или да изостане. Секоја душа е залог на тоа што го стекнала. Освен тие на десната страна, тие во рајските градини ќе се распрашуваат за сосорниците. Што ве доведе во секар? Не бевме, ќе речат, од тие што клањаа и од тие што сиромашните ги хранеа, и во безделништво со безделниците се впуштавме, и судниот ден го негиравме се додека смртта не ни дојде. Ним посредувањето на посредниците нема да им користи, па зошто тие поуката ја избегнуваат, како да се преплашени диви магариња, избегани од лавовите. Да, секој човек од нив би сакал да му се дадат листовите раширени. Објава, никогаш, бидејќи тие од оној свет не се плашат. Навистина Куранот е опомена, и кој сака ќе земе поука од него, а тие ќе примаат поука само ако Господ сака единствено. Тој е достоен од него да се плашат и единствено тој простува. Во името на Господ, всемилосниот, милостивиот, се колнам во денот во кој што крајот на светот ќе настапи, и се колнам во душата која себе си се кори. Зарем човекот мисли дека нема никогаш да ги собереме коцките негови? Напротив, ние можеме повторно да ги сосадеме и врвовите на неговите прсти, но човекот додека е жив сака да греши, па прашува кога крајот на светот ќе биде, кога погледот острав ќе се вкочани, и месечината ќе се затемни, и сонцето и месечината ќе се спојат, па сијајот ќе го изгубат. Тој ден човекот ќе повика: каде да се бега? Никаде, за солниште нема. Тој ден е враќањето кон твојот Господар. Тој ден човекот за тоа што го подготвил и за тоа што го пропуштил ќе биде известен. Самиот човек против себе си ќе сведочи, макар и оправданијата своји да ги изнесува. Не изговарај го Куранот со јазикот свој, зашто побрго да го запомниш. Ние сме должни да го собереме за ти да го читаш. А кога го читаме, ти следи го читањето негово, а потоа ние сме должни да го објасниме. Навистина вие овој минлив свет го сакате, а за оној другиот не се грижите. Тој ден некои лица блескави ќе бидат, во Господарот свој ќе гледаат. Тој ден некои лица темни ќе бидат, ќе знаат дека ќе снајде голема несреќа. Внимавај кога душата ќе дојде в грло и ќе се викне кој ќе го излечи, и тој ќе се увери дека тоа е часот на разделбата, и ногата до нога ќе се свитка.
тој ден кон Господарот твој приведувањето ќе биде. Не веруваше и не клањаше, туку негираше и грбот го вртеше, а потоа кај своите горделиво заминуваше. Тешко тебе, и уште еднаш тешко тебе. Зарем човекот мисли дека без одговорност оставен ќе биде? Зарем не беше капка семе која се вметнува, потоа грудка на која што тој размер и одреди, и складен лик и направи, и од него тогаш пар маж и жена создаде, и зарем тој не е во можност мртвите да ги оживее? Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, зарем не му дојде на човекот еден дел од времето во кој што не беше вреден за спомен? Ние човекот од семена смеса го созаваме, за неискушение да го ставиме и правиме тој да слуша и гледа. Ние на вистинскиот пат му кажавме, а негово е дали благодарен или неблагодарен ќе биде. Ние за неверниците окови и синџири и оган распламтен подготвивме. Добротворите од пехар ќе пијат со камфор зачитен пијалак. Од изворот од кој само господовите робови ќе пијат и кои каде што сакаат без мака ќе се движат. Тие заветот го исполнија и се плашија од денот, чија што кобност ќе биде присутна на секаде и даваа храна, иако и самите ја посакуваа. На сиромашниот, на сирачето и на заробеникот. Ние само заради Господовото лице ве храниме. Од вас ни признание, ни благодарност не бараме. Ние од Господарот наш се плашиме, оној ден кога лицата темни и намртени ќе бидат. И нив Господ од стравот на тој ден ќе ги сочува и блаженство и радост ќе им дари, и со рај и свила за тоа што го трпеа ќе ги награди. Отпрени на диваните, тие во него ни жет ни студ нема да почувствуваат. Ладовината негова во близина ќе им биде, а плодовите негови на дофат на рацете ќе им стојат, ќе ги служат од сребрени садови и чаши процирни од сребро, чија што величина според желбите нивни ќе ја одредат. Во него од чаша пијалак зачинет со ѓумбир ќе се пие, од извор во рајот кој сел себил се вика, ќе ги служи вечно млада послуга, да ги видиш би помислил дека се бисери истурени, и каде и да погледнеш ќе видиш удобност и царство пространо. Тие ќе носат облеки од тенка зелена свила и од тешка свила, накитени со белезици од сребро, и ќе им даде Господарот нивни да пијат чист пијалак. Тоа ви е наградата, вашиот труд е достоен за благодарност. Од време на време ние ти го објавуваме Куранот, затоа издржи до одлуката на Господарот твој и не слушај го ниту грешникот, ниту неверникот нивен. Испомнувај го името на Господарот свој наутро и навечер, и во еден дел од ноќта заради него молитвата извршуваја и ноќе слави го долго, а таквите животот на овој свет навистина го сакаат, а ништо не ги интересира за денот мачен што ги чека. Ние ги создаваме и зглобовите им ги поврзуваме, а ако посакаме ќе ги замениме со на нив слични. Ова е паука, па кој сака ќе се движи до патот кој кон Господарот него води, а вие ќе го сакате само тоа што Господ го сака. Господ навистина се знае и мудар е. Тој кого сака внесува во милоста своја, а на неверниците им подготви болно страдање. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, се колнам во оние ангели кои што еден по друг се праќаат, па како виор итаат, и во оние кои објавуваат, па раздвојуваат и објавата ја доставуваат, оправзување или опомена. Сигурно ќе биде тоа со што ви се заканува, кога звездите сејајот ќе го изгубат, и кога небото ќе се отвори, и кога планините во прав ќе се здробат, и кога пратениците во одредено време ќе се зберат. До кој ден е одложено тоа? До судниот ден. А знаеш ли ти што е судниот ден? Тешко им на тој ден на тие што го негираа. Зарем ние не ги уништивме древните народи и по нив и оние кои што по нив доаѓаа? Исто така ќе постапуваме со сите грешници. Тешко им на тој ден на тие што го негираа. Зарем од незначителна течност не ве создаваме, која на сигурно место ја ставаме до рокот одреден? Таква е нашата моќ, а како ли сме ние само моќни? Тешко им на тој ден на тие што го негираа. Зарем не ја направивме ние земјата, собиралиште на живите и мртвите, и на неа неподвижни високи планини поставивме, и зарем не ви даваме ние сладка вода да пиете? Тешко им на тој ден на тие што го негираа. Одете кон тоа што за невистина го сметавте, одете кон чадот во 3 пламена раздвоен, кој ладовина нема да дава и кој од пламенот нема да заштитува. Тој како од кули ќе фрла искри, како да се камили жолти. Тешко им на тој ден на тие што го негираа. Ова е денот во кој што тие нема ни да прозборат и правдањето нема да им биде дозворено. Тешко им на тој ден на тие што го негираа. Ова е судниот ден, и вас и народите древни ќе ги збереме. Па ако знаете со некое лукавство да се послужите, обидете се против мене.
Тешко им на тој ден на тие што го негираат. Богобојазните ќе бидат меѓу изворите и подсенките и меѓу овошјето кое ќе го сакаат. Јадете и пијте, нека ви е пријатно за тоа што го правевте. Така ние ќе ги наградиме оние кои што прават добри дела. Тешко им е тој ден на тие што го негираат. Јадете и насладувајте се, но за кратко, вие навистина сте грешници. Тешко им е тој ден на тие што го негираат. А кога им се велеше, бидете понизни кон Господ, тие не сакаат да бидат понизни. Тешко им е тој ден на тие што го негираат. А во кој говор ќе верувате ако не во Куранот? Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот. Зашто тие едни со други се прашуваат за веста голема, за која што тие различни мислења имаат? Не треба така, тие ќе дознаат сигурно. И уште еднаш, не треба така, тие ќе дознаат сигурно. Зарем земјата не ја направивме постела, и планините столбови, и вас како парови ве создадовме, и сонот ваш за починка го направивме, и ноќта како покривка ја дадовме, и денот за заработување го одредивме, и над вас 7 силни созидавме, и светилка што пламти поставивме. Ние од облаците обилна вода спуштаме, и со нејзина помош правиме да растат житото и растенијата, и градините густи. Денот суден е навистина веќе одреден. Денот кога во рогот ќе дувне, па вие се група по група ќе доаѓате, и небото ќе се отвори, и многу порти ќе има. И планините ќе се здробат, и привидение ќе биде. Пеколот заседа ќе стане, за насилниците место на враќање, каде што вечно ќе останат. Во него свежина нема да осетат, ниту пијалак ќе вкусат, освен жешка вода и течности, казна прикладна. Тие не очекуваат дека ќе полагаат сметка, и доказите наши претерано ги негираа, а ние се избројавме и запишавме. Па трпете, мачењето се полошо ќе ви го направиме, а на богобојазните местото на спасот им припаѓа, градини и лозија, и девици млади со години исти, и пехари полни, таму празни приказни и невистини нема да слушаат. Тоа им е награда од Господарот твој, дар доволен, Господарот на небесата и на земјата, и на тоа што е меѓу нив, милостивиот, кому од страв нема да може да му се прозбори, на денот кога Гаврил и ангелите ќе бидат во редови наредени, кога само оној на кого милостивиот ќе му дозволи ќе зборува, а вистината ќе ја каже. Тоа е вистинитиот ден, па кој сака враќањето кон Господарот свој ќе го прифати. Ние на блиска казна ве предупредуваме, на денот во кој човек делата на рацете своји ќе ги види, а неверникот ќе извика, камо среќа прашина достанев. Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот, се колнам во тие што душите ги корнат грубо, и во тие што душите ги вадат благо, и во тие што пловат брзо, па душите во одредиштата и тајки ги носат, и ги средуваат работите со Господова дозвола. На денот кога земјата со звукот на рогот ќе се затресе, по кој ќе се чуе следниот, срцата тој ден ќе бидат исплашени, а погледите нивни спуштени, ќе прашуваат, зарем навистина ќе бидеме вратени во првобитната состојба? Зарем и кога изгиниени коски ќе станеме? И уште велат, тогаш ние би биле изгубени. Тоа ќе биде само еден повик, а тие веќе на површината на земјата ќе бидат. Дали до тебе допре веста за Мојсей, кога Господарот негов го повика во светата долина Тува? Оди кај фараонот, затоа што голем насилник стана, и кажи му, дали сакаш да се очистиш, кон Господарот твој да те упатам, па да се плашиш од него? И тогаш најголемото чудо му го покажа, но тој го негираше и не го послуша. Туку се сврте и си замина брзајки, се собра и извика, јас сум Господарот ваш најголем, рече тој. И Господ на овој и на оној свет го казни. Тоа е поука за тој што од Господ ќе се плаши. А што е потешко, вас или небото да го создаде? Тој го создаде, сводот негов високо го крена и го усоврши. Ноките негови мрачни, а деновите светли ги направи. Потоа земјата ја распостре, од неа вода и пастиште изведе, и планините неподвижни ги направи, за уживање ваше и за стоката ваша. А кога ќе дојде неголемата неволја, денот кога човекот ќе се сеќава на тоа што го правел, и кога пеколот на секој што гледа ќе му се покаже, тогаш на тој што претерал и животот на овој свет повеќе го сакал, пеколот сигурно ќе му биде престилувалиште, а на тој што стравувал од стоењето пред Господарот свој и душата од страстите ја воздржал, рајот сигурно живеалиште ќе му биде. Те прашуваат за крајот на светот, кога ќе се случи. Ти не знаеш, па како да зборувај за него. Само Господарот твој знае за него. Твојата опомена ќе му користи само на тој што ќе се плаши од него, а ним, кога ќе го доживеат тој ден, ќе им се пристори дека останале само една вечер или само едно утро нејзино. По името на Господ, Семилосниот, Милостивиот, тој се наморти и се сврте, затоа што слепиот му прииде. А што знаеш ти, може би тој сака да се очисти или да се подучи, па пука да му користи.
Тој што е богат, ти него го советуваш, а ти не си виновен ако тој не сака да верува. А тој што ти приоѓа брзајки и се плаши, ти го занемаруваш. Не чини така, тоа е поука. Па кој сака ќе се подлучи, на листови ценети, возвишени чисти, по рацете на гласниците, честни и безгрешни. Проклет нека човекот, колку ли е само неблагодарен. Тој од што го создава, од капка семе го создава, па му одредува што сака. И вистинскиот пат, досапен му го прави. Потоа животот му го одзема и прави да биде погребан. И потоа, кога тој ќе сака, ќе го оживее. Навистина, тој се уште не го исполнил тоа што тој му го наредил. Нека погледне човекот во храната своја, ние обилен дожд пролеваме. Потоа земјата со пукнатини ја расекуваме и правиме од неа житото да израснува, и грозје и зеленчук, и маслинки и палми, и градини густи, и овошја и пасишта за уживање ваше и за соката ваша. А кога ќе дојде гласот заглушувачки на денот кога човекот од братот свој ќе избега, и од мајката своја, и од таткото свој, и од сопругата своја, и од синовите свој, тој ден секој човек само за себе си ќе се грижи. Некои лица тој ден ќе бидат блескави, насмеани, радосни, а на некои лица тој ден ќе има прашина, ќе ги прекрива темнина, тоа ќе бидат неверниците, развратниците. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, кога сонцето сјајот ќе го изгуби, и кога звездите ќе попаѓаат, и кога планините ќе се придвижат, и кога селните камили без пастир ќе останат, и кога дивите животни ќе се соберат, и кога морињата со оган ќе се наполнат, и кога душите со телата ќе се спојат, и кога живот закопаното девојче ќе биде запрашано, поради каква вина е убиено, и кога листовите ќе се разделат, и кога небото ќе се тргне, и кога пеколот ќе се распали, и кога рајот ќе се приближи, секој ќе го дознае тоа што го подготвил. И се колнам во звездите кои се сокриваат, кои се движат и кои од вид се губат, и во ноќта кога таа велот го спушта, и во зората кога дише. Куранот на вистина е кажување на гласникот благороден, мокен од господарот на аршот, ценет, кому други му се подчинуваат, таму доверлив, а другарот ваш не е луд, тој на хоризонтот јасен го виде, и кога е во прашање објавата, тој не е скржав, и Куранот не е говор на проклетата сатана, па тогаш каде одите? Куранот е само поука за световите, за оној од вас кој сака да е на вистинскиот пат, а вие не можете ништо да сакате ако тоа Бог, Господарот на световите, не го сака. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, кога небото ќе се расцепи, и кога звездите ќе испопаѓаат, и кога морињата едни во други ќе се влеат, и кога гробовите ќе се испревртат, секој ќе дознае што подготвил, а што пропуштил. О, човеку, што ти измами толку да си му непокорен на својот благороден Господар, кој те создал, да направил да си складен и да си исправен, и каков што сакал лик ти дал, а не чини така, вие во судниот ден не верувате, а над вас бдеат чувари, кај нас благородни писари, кои знаат што правите. Честитите сигурно ќе бидат во рајот, а грешниците сигурно во пеколот, на судниот ден во него ќе горат, и веќе од него изведени нема да бидат. А знаеш ли ти што е судниот ден? И уште еднаш, знаеш ли ти што е судниот ден? Денот кога никој никому нема да може ни малку да му помогне, тој ден власта единствено Господ ќе има. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, тешко им на тие што не мерат чесно, кои полна мерка земаат кога купуваат од други, а кога им мерат на други, на литар или на кантар, кратат, како не помислуваат дека ќе бидат оживеани на денот голем, на денот кога луѓето поради Господарот на световите ќе се кренат на вистина. Книгата на грешниците е во сиџин. А знаеш ли ти што е тоа сиџин? Книга испишана. Тешко им на тој ден на тие кои што негирале, кои што оној свет го негирале, а него може да го негира само престапник, грешник, кој кога нашите ајети му биле кажувани говорел: измислици на народите древни, а не е така. Тоа што го правеле ги прекрило срцата нивни. Навистина, тој ден тие ќе бидат тргнати од милоста на својот Господар. Потоа сигурно ќе влезат во огнот, па ќе им се рече: еве, ова е тоа што го негиравте. Навистина, книгата на добродетелите е во Илијун. А знаеш ли ти што е тоа Илијун? Книга испишена, над неа бдеат оние блиските на Господ. Добрите навистина во задоволства ќе бидат, отиваните ќе гледаат, на лицата нивни ќе препознаеш радост од стрекниот живот. Ќе им се даде папијалак запечатен ќе пијат, чиј печат мосушот ќе биде, и за тоа нека се надпреваруваат оние кои што сакаат да се надпреваруваат. Ќе биде помешан со водата од тесним, од изворот од кој што блиските на Господ ќе пијат. Грешниците им се смеат на тие што веруваат. Кога крај нив поминуваат, едни на други си намигнуваат, а кога кај семејство
навистина задалкаде, а тие не се пратени да ги чуваат. Денес тие што верува, на неверниците ќе им се подсмеваат. Од диваните ќе гледаат, зарем неверниците ќе бидат казети поинаку освен според тоа како што постапувале. Во името на Господ, Всемилосниот, Милостивиот, кога небото ќе се раскине и кога Господарот свој ќе го послуша, а тоа ќе биде должно за тоа, и кога земјата ќе се растегне и ќе го исфрли тоа што е во неа и потполно ќе се испразни, и ќе го послуша Господарот свој, а таа ќе биде должна за тоа. Ти, о човеку, што многу се трудиш, трудот свој пред Господарот свој ќе го најдеш. Оној кому книгата негова во неговата десна рака ќе му биде дадена, лесно ќе ја положи сметката и кај своето семејство радосен ќе се врати. А оној кому книгата негова од зад неговиот грб ќе му биде дадена, пропаста ќе ја повикува и во огнот ќе гори, бидејќи со семејството свое радосен беше и мислеше дека никогаш нема да се врати. А ќе се врати, неговиот Господар за него навистина се знае. И се колнам во руменилото вечерно, и во ноќта, и во тоа што таа со темнината го обвива. И во полната месечина, вие сигурно на се потешки и потешки прилики ќе најдувате. Па што име, зошто не сакаат да веруваат? И зошто, кога Куранот им се чита, на тло со лицето не паѓаат, напротив, неверниците негираат, а Господ добро знае тие што кријат во себе. Затоа навести им неиздржливо страдање. На тие што ќе веруваат и што добри дела ќе прават, непрекидна награда ќе ги чека. Во името на Господ, Всемилосниот, Милостивиот, се колнам во небото звездено, и во денот веќе одреден, и во сведокот, и во посведоченото. Проклети нека се тие што рововите ги ископаа, и кои со оган и гориво ги наполнија, кога околу него седеа и беа сведоци на тоа што неверниците им го правеа, а им се одмаздуваа само затоа што веруваа во Господ силниот и за благодарност достојниот, чија што власт е на небесата и на земјата, а Господ е сведок на се. Тие што верниците и верничките ќе ги мачат и потоа нема да се покајат, ги чека казна во пеколот и исто така пржење во огнот, а тие што ќе веруваат и ќе прават добри дела, ги чекаат рајски градини низ кои реки ќе течат, а тоа голем успех ќе биде. Од мазата на Господарот твој навистина ужасна ќе биде. Тој од ништо создава и повторно тоа ќе го направи, и тој простува и полне со љубов. Господарот на аршот, возвишениот, тој прави што му е не му по волја. Дали допре до тебе веста за војските, за фараонот и за семут, но тие што не веруваат, постојано негираат, а на Господ тие нема да можат да му избегаат. А ова е Куранот величествен, на плочата внимателно чувана. Во името на Господ, Всемилосниот, Милостивиот, се колнам во небото и во Тарик, а знаеш ли ти што е Тарик? Звезда блескава, нема човек над кого некој не бдее. Нека погледне човекот од што е создаден. Создаден е од течност што се исфрла, од врската на надворешните делови на телата на мажот и на жената. И тој навистина е кадар повторно да го создаде. Оној ден кога ќе биде испитувана совеста, кога човек ниту сила, ниту бранител ќе има, и се колнам во небото тожливо, и во земјата која се отвора кога растенијата никнуваат. Куранот на вистина е говор кој ја раздвојува вистината од невистината. Тој не е никаква лакрдија. Тие се служат со разни интриги, а јас ги уништувам. Затоа на неверниците дај им уште време. Остави ги уште некој миг. Во името на Господ, Всемилосниот, Милостивиот, слави го името на Господарот свој, Севишен, кој се создава и прави складно, и кој се со мера одреди и упати, и кој прави пасиштата да растат, а потоа прави да станат суви, потемнети. Ние ќе те научиме да учиш, па ништо нема да заборавиш. Освен тоа што Господ ќе сака, бидејќи тој го знае тоа што јавно го изнесувате и тоа што го криете, и се што е добро ние тебе достапно ќе ти го направиме, затоа опоменувај, ако опомената веќе од корист ќе биде. Ќе се одзвие на опомената тој што се плаши од Господ, а ќе избегнува најлошиот, кој во огнот голем ќе гори, па во него нема ниту да умре, ниту да живее. Ќе го постигне тоа што го сака тој што ќе се исчисти и ќе го спомне името на Господарот свој, па молитвата ќе изврши. Но вие на животот на овој свет повеќе му давате предност, а оној свет е подобар и вечен е.
Ова навистина го има во листовите дамнешни, во листовите на Аврам и на Мојсеј. Во името на Бог, Семилосниот, Милостивиот, допре ли до тебе веста за Гашија, кога некои лица потиштени, преморени и напатени во окнот жесток ќе се пржат, од изворот жежок ќе пијат, и кога друга храна освен трње нема да има, кое што нема да нахрани, а ни гладта нема да ја острани. Некои лица тој ден ќе бидат радосни, со трудот свој задоволни, во рајот возвишен, во кој нема да слушаат зборови празни. Во него има извори кои течат, и дивани скапоцени, и пехари подигнати, и перници наредени, и килими постелени. Па зошто неа погледнат камилата како е создадена, и небото како е воздигнато, и планините како се поставени, и земјата како е прострена. Ти опоменувај, твое е да опоменуваш. Ти над нив власт немаш, а тој што главата од вистината ја врти и не сака да верува, него Господ со неголема казна ќе го казни. Нам на вистина тие ќе ни се вратат и пред нас на вистина сметката ќе ја полагаат. Во името на Бог, Семилосниот, Милостивиот, се колнам во зората и во 10 ноќи, парни и непарни, и во ноќта кога исчезнува. Зарем за паметниот тоа не е заклетва? Зарем не знаеш со народот Ад, господарот твој шо стори? И со жителите на Ирем, кои има градби со високи столбови, на кои што слични во ниедна земја им немаше, и со народот Семут, кои ги делка карпите во долините, и со фараонот што имаше шатори, кои на земјата насилство чинеа и пороци на неа умножија, па господарот твој со камшикот на страданието ги казни. Зашто господарот твој навистина наблюдува се, а човекот пак, кога господарот негов сака да го искуша, па ќе му покаже почест и ќе го обсипе со благодати, вели, господарот мој кон мене благородно постапи, а кога пак ќе го искуша со сиромаштија, човекот вели, господарот мој ме понижи, а не е така. Вие внимание на сирачето не му посветувате и сиромавиот да се нахрани еден со друг не си советувате, а наследството алчно го јадете и богатството претерано го сакате, а не чини така, кога земјата на парчина ќе се здроби и кога господарот твој ќе дојде со ангелите во редови наредени. И кога тој ден пеколот ќе биде доведен, тогаш човекот ќе се сети, а зашто ќе му е тогаш сеќавањето? И ќе рече, камо среќа за овој живот да се подготвев. Тој ден никој како него нема да казнува и никој како него нема во окови да врзува, а ти, о душо смирена, врати му се на господарот свој задоволна, а и тој од тебе задоволен, па влези меѓу робовите мои и влези во рајот мој. Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот, се колнам во овој град, а тебе секој ти биде допуштено во овој град, се колнам и во родителот, и во тоа што го роди. Ние го создаваме човекот за да се труди. Зарем тој мисли дека никој ништо не му може? Големо богатство потрошив, ќе каже. Зарем мисли дека никој не го видел? Зарем не му дадовме очи две, и јазик и усни две, и доброто и злото му го објаснивме? Па зошто не е благодарен на благодатите? А што мислиш ти, како може на благодатите благодарен да се биде, роб од робство да се ослободи, или гладта кога владее да се нахрани, сираче од родот близок или сиромав со неволи оптоварен, а со тоа и да е од оние кои што веруваат, кои што едни со други трпеливост си препорачуваат и кои што едни со други милост си препорачуваат. Тие ќе бидат среќни, а тие што не веруваат во доказите наши, тие ќе бидат несреќни, над нив ќе биде огнот затворен. Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот, се колнам во сонцето и во светлината негова, и во месечината која го следи, и во денот која ќе го раздени, и во ноќта која ќе го засолни, и во небото, и во тој што го крена, и во земјата, и во тој што ја направи пространа, и во душата, и во тој што ја создаде, па патот на доброто и патот на злото, сватливи и ги стори. Ке успее само тој што ќе исчисти, а ќе биде изгубен тој што во заблуда ја води. Семут поради насилството свое негираше, кога еден несрегник меѓу нив се појави, па господовиот пратеник им довикна, грижете се за камилата Божја и за времето кога таа треба да пие. Но не му поверуваа, туку ја заклаа, а господарот нивен заради гревовите нивни ги уништи и до последен ги истреби, не стравувајќи за последиците поради тоа. Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот, се колнам во ноќта кога темнините ги распостила и во денот кога ќе се раздени,
И во тој што машко и женско создава, вашиот труд навистина е различен. На тој што дава и што не греши, и тоа на љубавото што го смета за вистинито, нему рај ќе му подготвиме, а на тој што е скржав и се чувствува независен, и тоа на љубавото што го смета за лажно, нему пеколот ќе му го подготвиме. И имотот, кога ќе умре, нема да му користи. Ние сме должни да укажеме на вистинскиот пат. Единствено нам ни припаѓаат оној и овој свет. Затоа ве опоменувам со огнот распален, во кој што само несрекникот ќе влезе. Тој што ќе негира и главата од вистината ќе ја врти, а далеку од него ќе биде богобојазниот. Тој што од имотот свој ќе дава за да се изчисти, не очекувајќи со благодарност да му се возврати, туку единствено копнејќи по лицето на Господарот свој Севишен, и тој навистина задоволен ќе биде. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, се колнам во утрото и во ноќта кога ќе стигне. Господарот твој не те напуштил и не те замразил. Оној свет навистина е подобар за тебе од овој свет, а Господарот твој тебе сигурно ќе ти даде, па ќе бидеш задоволен. Зарем ти не беше сираче, па тој те заштити, и за вистинската вера не знаеше, па тој те упати, и сиромашен беше, па тој те збогати. Затоа сирачето немој да го понижиш, а просијакот немој да го одбиеш, и за благодатите на Господарот твој кажувај. Во името на Бог, семилосниот, милостивиот, зарем не ги направивме градите твои пространи и товарот твој од тебе го симнавме, што на плеките твои тежеше и споменот на тебе високо го воздигнавме, па навистина по секоја тешкотија доаѓа олеснување. Навистина по секоја тешкотија доаѓа олеснување. А кога ќе завршиш, на молитва предај се и само на Господарот свој обраќај му се. Во името на Бог, семилосниот, милостивиот, се колнам во смоквата и во маслинката, и во гората Синајска, и во градот овој безбеден, дека човекот во најдобар облик го создаваме, а потоа во најгрозен лик ќе го вратиме. Освен тие што веруваат и што прават добри дела, зашто нив ги чека постојана награда. Па што по ова те наведува да го сметаш за лажен судниот ден? Па зарем Господ не е најмудриот судија? Во името на Бог, семилосниот, милостивиот, читај во името на Господарот твој кој создава. Го создава човекот од грудка крв. Читај, зашто најблагороден е Господарот твој, кој поучува со перо, кој го подучува човекот за она што тој не го знае. Навистина човекот се вообразува, штом независен ќе се почувствува, а кон Господарот твој навистина сите ќе се вратат. Го виде ли ти тој што му забранува на робот молитвата да извршува? Дали е тој на вистинскиот пат, или пак наредува богобојазност, или лаже и главата од вистината ја врти? Зарем не знае дека Господ гледа се? Не чини така, ако не престане со тоа, ќе го фатиме за челото лажно и грешно, па нека си го повика тој друштвото свое. А ние ќе ги повикаме зебаниите. Не чини така, не слушај го ти него, туку на Господарот свој со сечна поклони му се и настојувај да му се приближиш. Во името на Бог, семилосниот, милостивиот, ние почнавме да го објавуваме Куранот во ноќта Кадр. А што мислиш ти, што е ноќта Кадр? Ноќта Кадр е подобра од 1000 месеци. Во таа ноќ ангелите и Гаврил со одобрение од Господарот свој се спуштаат поради секаква одлука. Сигурноста е во неа се до појавата на зората. Во името на Бог, семилосниот, милостивиот, не се одвоија од заблудата неверниците меѓу следбениците на книгата и многобожците, се додека не им дојде доказот јасен. Пратеникот од Господ кој рецитира листови чисти, во кои што се наоѓаат прописи исправни, а се поделија тие на кои што им е дадена книгата токму тогаш кога им дојде доказот јасен. А наредено им е само Господ да го обожуваат искрено, како правоверни, верата да му ја исповедаат и молитвата да извршуваат и зекат да даваат, па тоа е исправната вера. Тие што не веруваат од следбениците на книгата и многобожците сигурно ќе бидат во огнот пекорен, во кој вечно ќе останат. Тие се најлошите суштества. А тие што веруваат и прават добри дела, тие навистина се најдобрите суштества. Наградата нивна кај Господарот нивен ги чека, еденски градини низ кои реки ќе течат, во кои вечно и за секогаш ќе останат. Господ ќе биде од нив задоволен, а и тие ќе бидат од него задоволни. Ете тоа ќе биде за тој што од Господарот свој се плаши. Во името на Бог, семилосниот, милостивиот, кога земјата со својот најжесток потрес ќе се потресе, и кога земјата тежините своји ќе ги изфрли, и кога човекот ќе извика «Што е?», тој ден таа вестите своји ќе ги кажува, бидејќи Господарот твој ќе и нареди.
Тој ден луѓето одделно ќе се појават за делата нивни да им се покажат. Тој што дури и трошка добро ќе стори, ќе го види. И тој што дури и трошка зло ќе стори, ќе го види. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, се колнам во тркачките коњи задишани, па искри искрат, и кои взори напаѓаат, и трчајки прав креваат, и така во него заеднички влегуваат. Човекот навистина на својот господар му е неблагодарен, и самиот за тоа навистина е свесен. И тој навистина по богатството е алчен, а зарем тој не знае дека кога ќе бидат оживеани тие што се во гробовите и кога ќе излезе на виделина тоа што е во срцата, Господарот нивен тој ден сигурно се за нив ќе знае. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, крајот на светот. Што е тоа крајот на светот? И што знаеш ти што е тоа крајот на светот? Тој ден луѓето ќе бидат како пеперутки раштркани, а планините како шарена волна растегната. На тој што добрите дела ќе му бидат тешки, пријатен живот ќе живее, а на тој што добрите дела ќе му бидат лесни, престојувалиштето негово ќе биде хавие. А знаеш ли ти што е тоа хавие? Тоа е огнот распламтен. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, ве окупира над преварувањето во умножувањето на богатството, се додека гробовите не ги населите. А не чини така, ќе дознаете секако, и уште еднаш не чини така, ќе дознаете сигурно, не чини така, знајте уверливо, пеколот ќе го видите сигурно, и уште еднаш навистина ќе го видите уверени целосно, потоа тој ден за убавиот живот ќе бидете прашани сигурно. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, се колнам во времето, човекот навистина губи, освен тие кои што веруваат и кои што прават добри дела, и кои што едни со други си ја препорачуваат вистината, и кои што едни со други си ја препорачуваат трпеливоста. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, тешко му на секој клеветник подсмевач, кој богатството го натрупува и го пребројува, и мисли дека богатството негово безсмртен ќе го стори, а не чини така, тој секако ќе биде фрлен во хутаме. А знаеш ли ти што е хутаме? Огнот Господов разгорен, кој до срцата ќе допира, тој над нив ќе биде затворен, со огнени столбови засводен. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, зарем не си слушнал со собствениците на слонот? Господарот твој што стори? Зарем лукавшината нивна не ја спречи и против нив јата птици прати, кои врз нив камења од глина печена фрла, па тој како листови кои што гасениците ги изеле ги стори. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, заради навиката на курешиите, навиката нивна зиме и лете да патуваат, Господарот на овој храм нека го обожуваат, кој гладните ги храни и од страв ги брани. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, го знаеш ли ти тој што оној свет го негира? Па тоа е тој што сирачето грубо го одбива, и кој да се нахрани сиромавиот не потикнува, а тешко на тие што кога намазот молитвата ја извршуваат, намазот свој како што треба не го извршуваат, кои што само се преправаат, кои никому на заем не даваат. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, ние Мухамеде навистина ти ја дадовме Кевсер, па затоа молиму се на Господарот свој и курбан коли, а тој што те мрази сигурно без спомен ќе остане. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, кажи Мухамеде: о, вие неверници, јас нема да ги обожувам тие што вие ги обожувате, а ниту пак вие ќе го обожувате тој што јас го обожувам. Јас не сум ги обожувал тие што вие сте ги обожувале, а ниту пак вие сте го обожувале тој што јас го обожувам. Вам вашата вера, а мене мојата вера. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, кога Господовата помош и победа ќе дојдат и гледаш како луѓето во групи влегуваат во Господовата вера, ти слави го Господарот свој, благодарејќи му и моли го да ти прости, тој навистина покајанието го прима. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, нека пропаднат рацете на Ебу Лехеб, и тој пропадна. Нема да му биде од корист богатството негово, а ни тоа што го стекнал. Ке влезе тој сигурно во огнот разгорен, и жена му која носи дрва, на вратот нејзин ке има јаже од пламен и сукано. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, кажи: тој е Господ, еден е, Господ е прибежиште секому, не родил и не е роден, и никој не му е рамен.
Во името на Бог, Семилосниот, Милостивиот. Кажи Мухамеде, барам заштита ке Господарот на мугрите, од злото на тоа што тој го создава, и од злото на мрачната ног кога ја разпространува темнината, и од злото на дувачите во јазли, и од злото на завидливиот кога завидува. Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот. Кажи Мухамед, барам заштита ке Господарот на луѓето, владетелот на луѓето, Богот на луѓето, од злото на тој што шепотејки зли мисли внесува па се крие, кој што зли мисли внесува во градите на луѓето, од джинните и од луѓето. Крајот на Куранот од Алберт Сури. Ве сакам сите, Господ да е со вас. Поздрав за цела Македонија. Господ да е со нас, повторувам уште еднаш. Амин.